Медот е најубавиот и најздрав дар од природата, кој што со редовно конзумирање многу придонесува за добро здравје и благосостојба на човечкиот организам. Од 26 до 29 септември на улица Македонија се одржува 20-тото издание на манифестацијата Денови на македонскиот мед, на кој што македонските пчелари го презентираат медот, а граѓаните може да купат квалитетен, проверен и природен мед. Со Душан Чорбич, председател на пчеларското здружение Матица од Скопје, зборуваме што се ќе понуди оваа година манифестацијата. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, поздрав до екипата и поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Чест ми е во името на нашето здружение Матица Скопје да ве поканам сите да дојдете од 26 до 29, односно од четврток до недела. По 20 јубилеен пат ја организираме оваа манифестација. Ќе бидеме 26 негде пчелари и неколку фирми со пчеларска опрема. Ќе имаме богата програма, затоа што по повод јубилеот се потрудивме оваа година да биде малце побогата и програмата. Од прилика ќе имаме предплатне дечиња кои што ќе ни ги украсат деновите со нивни изведби. Сакам посебно да нагласам дека во петок во 12 часот ќе имаме и предавање од познатиот нутриционист Цвета Динева, која ќе ни одржи предавање за користење на медот и пчелните производи во секојдневната исхрана и за придобивките од тоа. Идејата на самата манифестација е да ги споиме граѓаните, односно потрошувачите, со директните производители на мед. Затоа што сме сведоци дека секојдневно околу нас гледаме фалсификувани медови по улиците, по пазарите, да не речам и по маркетите. И тоа е еден проблем со кој што се справуваме сите, не само ние на овие простори, него моментално тоа е актуелен проблем и во Европа. И сите доаѓаат до заклучок дека единственото решение на проблемот е да секој купец си одбере свој, да не речам, матичен пчелар. Како што си има секој матичен доктор, да си има и свој матичен пчелар. Оваа манифестација е вистинска прилика за тоа, затоа што ние овде, од сите овие 26 пчелари, повеќето се членови на нашето здружение, но имаме гости и од други градови од Македонија. И сите тие се проверени долгогодишни пчелари, а во истовремено сите тие мораат да се регистрирани во државата, мораат да имаат документи дека имаат објект за полнење на мед и сите они имаат документ кој што даде на анализа и на тестирање и со кој докажува дека нивниот мед е во ред. Така да ние сме сигурни дека нашите учесници на манифестацијата се добри пчелари и нудат квалитетен мед и оставаме на граѓаните да дојдат да си одберат свој мед и свој пчелар. Бидејќи традицијата ја негувате 2 децени, колку успеавте за овие 20 години да ја смените свеста кај граѓаните, кај консументите на медот, дека медот е навистина потреба, а не луксус? Па ја мислам дека имаме резултати, затоа што се повеќе се бара медот како производ, затоа и ги форсираме овие предавања од типот како се конзумира медот. На самата манифестација луѓето можат, секој од овие пчелари се искусни пчелари, знаат и да дадат совети од типот на конзумирање на медот. Сега овде не правиме мовет само за медот, тука и поленот, и млечот, и прополисот, имаме разни комбинации на сите овие работи, така да во зависност од, сега правиме мовет ако е некоја болест во прашање, може да се препорача која комбинација одговара, дали е за дечиња, обично препорачуваме ливадски мед, за повозрастни шумски мед, па млеч ако некој има проблеми, да не ја ширам понатака темата, значи на самата локација може да си дојдат да се советуваат и мислам дека имаме резултати, затоа што се повеќе луѓе сваќаат дека не е работата да се разболиш па да трчаш мед да најдеш, него медот мора да се конзумира превентивно. И еве на пример сега е лето и претпоставувам дека се уште нема ни вируси ни некои големи болести, ама имаме редовни муштери кои што си го знаат тоа и редовно конзумираат мед. И верувам дека они подобро и ќе се справат со кој ќе дојде тој период со проблеми. Гоце, вие сте професионален пчелар, 25 години и трета генерација во вашето семејство се занимавате со оваа дејност. Нормално дека сте голем познавач на пчелите, пчелните производи, а кај нас купувачите, конзументите, секогаш постои една дилема и неизвестност како да препознаеме што е природен мед, а што е мед добиен со одредени комбинации и мешавини. Како да сме уверени дека медот што го купуваме е добар мед? Тоа е едно од најчесто поставуваните прашања на нашите манифестации, меѓутоа е едно од најтешките за да се одговорат.
Затоа мотото од нашата веќе од првата манифестација кога ја направивме, па веќе и сега јубилејната 20-та, е тоа да купувачите купуваат мед од пчелар кој што го познаваат, кој што имаат доверба во него. За жал, дури ние искусните пчелари имаме проблем да го препознаеме вистинскиот мед. Физичките својства на медот веќе оние кои што фалсификуваат го имаат дотерано до малтене до совршенство, да е многу тешко да се препознае. Меѓутоа, веќе во хемискиот дел анализата е правиот доказ дека станува збор за мед кој што ги задоволува критериумите за квалитет на мед. Меѓутоа, нашата препорака сепак останува да се купува домашниот македонски мед, затоа што ние можеби не можеме да се пофалиме со големи количини на мед. Меѓутоа и како може да се пофалиме по високо квалитетен мед од нашата земја. Како што напоминавме на почетокот на манифестацијата Денови на македонскиот мед, сите учесници веќе ги имаат направено потребните анализи, ги имаат добиено потребните документи, што значи дека со гаранција секој што ќе дојде и што ќе купи од штандовите мед, ќе знае дека однел во својот дом и за своите најблиски природен мед. И затоа уште еднаш еве да ги поканиме сите да не ја пропуштат оваа можност, да ги искористат деновите од четврток до недела, да ги посетат штандовите, да купат мед и да бидат дел од сите тие активности кои што ќе се случуваат, а ќе ги има многу. До сега сме имале многу посетители, се надевам дека и оваа година ќе имаме уште повеќе. Тоа е една од главните цели на манифестацијата, запознавање на купувачите со не само за медот, кога веќе збориме за пчелни производи, туку на сите пчелни производи. Некако би изминативе години поленот, прополисот, матричниот млеч како да беа ставени во втор план. Наша задача, пергата исто така, наша задача е да ги ставиме на едно исто ниво. Има една стара поговорка која што вели конзумирајте го медот како храна за да не дојде време да се конзумира како лек. Всушност пчелните производи се храна кои што треба да се конзумираат преку целата година, секојдневно. Значи нема одредени правила кога треба повеќе, кога помалку. Тоа е храна, природна храна која што треба да се користи секој ден. Нутриционистот што ќе биде гостин на нашата манифестација ќе си го каже своето, ние од наша страна ќе си го кажеме своето. Наша задача е да извадиме чисти производи, квалитетни производи и, како што кажа, доле ќе бидат повеќе од 20 на изложувачи од сите делови на Македонија, така да посетителите кои ќе дојдат можат да најдат мед и пчелни производи од сите краишта на Македонија. Како што да кажа Душан, организатор на оваа манифестација е пчеларското здружение Матица, во коорганизација на Општина Центар и финансиски настанот е поддржан од Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство и би сакал една благодарност вака јавно да упатам до нив. Јас ви благодарам за одвоеното време, за сите овие информации што ги споделивме утринава со нашите гледачи. Ви посакувам успешно 20-то јубилејно издание на Деновите на македонскиот мед, а вие, почитувани гледачи, повелете на улица Македонија од четврток до недела да се дружите со македонските пчелари и да уживате во македонскиот природен и здрав мед.